Земјите на Европската Унија, Велика Британија и партнерите од Европската Унија се согласија за нацрт план за вакцинација против COVID-19 за најмалку 40% од нејзините жители. Целта на Европската Унија за почетна вакцинација е двојно зголемена од целта на Светската здравствена организација, која предвидува вакцинирање на 20% од светската популација кои што припаѓаат на најранливите групи и оценува дека со тоа се намалува достапноста до вакцините за помалку развиените земји. Сите засега познати ризични групи веројатно ќе опфатат 40% од населението во зависност од демографската состојба во земјите, се вели во документот усвоен од здравствените експерти од земјите членки на Европската Унија на крајот на јули, како и Велика Британија, Швајцарија, Норвешка и Балканот. Во документот се наведува дека повеќе од 200 милиони жители на Европската Унија припаѓаат на приоритетните групи, меѓу кои што има луѓе со хронични заболувања, стари лица и здравствени работници. Американската управа за храна и лекови издаде одобрение за употреба на тест на коронавирус, направен од компанијата Abbott лабораторија, кој може да помогне за поголем број тестирања. Од компанијата соопштија дека планираат да испорачаат десетици милиони тестови во септември и дека ќе може да го зголемат производството до 50 милиони тестови во октомври по цена од $5. Тестот е со големина на кредитна картичка, а резултатите ќе бидат готови за 15 минути. Примерокот се зема со назален бриз, како што пренесуваат странските агенции. Овие тестови не се толку прецизни како оние што моментално се користат, но ќе овозможат подобро и почесто тестирање. Русија се подготвува да издаде дозвола за втора вакцина против коронавирусот кон крајот на септември или почетокот на октомври, изјави руската вице-премиерка. На состанокот на владата Голикова му кажала на рускиот председател Владимир Путин дека раните фази на клиничките испитувања на вакцината што ја развива Институтот за вирусологија во Сибир ќе бидат завршени до крајот на септември. Таа рече дека досега не се забележани компликации кај волонтерите кои примиле вакцината во првата и втората фаза на клиничките испитувања. На почетокот од овој месец, Русија стана првата земја каде што е одобрена вакцината против коронавирусот по помалку од 2 месеци клинички испитувања.